која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Првата трансплантација на бубрек во светот била направена на 17 јуни 1950 година во Мери Хоспитал во Соединетите Американски држави на 44 годишна жена која боледувала од полициклична болест на бубрезите. Во Македонија пак првата трансплантација на бубрек од жив дарител била направена во 1977 година од доктор Влашки. Годишно се прават повеќе од 33 трансплантации, со извонредна успешност и компликации од 10%, што е светски просек. Living Door во 2013 година Македонија рангираше на 9-то место на светски ранг и на 5-то во Европа, со вкупно 35 трансплантации годишно. Најчести можни донори се лица од најтесното семејство – родители, сестри, браќа или емотивно поврзани сопружници. Статистиката вели дека даруваат родителите на своите деца, односно најчесто мајките, а од емотивно поврзаните најчесто се сопругите на своите сопрузи. Трансплантацијата на бубрек е постапка која го продолжува животниот век на пациентот. Статистички гледано, еден пациент може да живее 10 до 15 години подолго со трансплантиран бубрек отколку да оди на диализа. Животниот век на пациентот е подолг кај помладите пациенти. По извршената трансплантација на бубрезите, луѓето обично имаат повеќе енергија, помалку ограничена диета и помала можност за настанување на компликации, отколку кај луѓето кои одат на диализа. Статистиката има и многу оптимистички податоци, па така американецот Бил Томсон најдолго живеел со трансплантиран бубрек. Трансплантацијата ја направил во 1966 година на 15 годишна возраст и живеел повеќе од 40 години. Денис Ломбард од Вашингтон на 30 август 1967 година на 13 годишна возраст го примила бубрегот од својот татко и се уште е жива и здрава, 50 години подоцна. Бидејќи медицината станува се посовремена и поефикасна, дарителите не мораат секогаш да бидат генетски слични со примателите. Повеќето донирани бубрези доаѓаат од починати дарители, но во Соединетите Американски држави драстично се зголемува и бројот на живи дарители. Дури 47% од донираните бубрези се од живи дарители. Оваа статистичка бројка варира од една до друга земја. Например, во Шпанија, само 3% од трансплантираните бубрези потекнуваат од живи дарители. Пресадувањето органи е едно од најголемите достигнувања на модерната медицина. Тоа е единствен запад кој спасува животи во последниот стадиум кога откажуваат органите. Не постои ништо похумано од тоа некому да му го продолжите животот со донирање на орган. За среќа, веќе постои втора шанса за живот. Ова е Коралин. Има само 21 месец. Околу нејзе е целиот медицински персонал од болницата во која што и беше потврдена мозочна смрт. Незиното последно патување до операционата сала од која ќе ги изнесат незиното срце, црн дроп и бубрези, го поздравуваат со липот и солзи стотици доктори и сестри. Родителите на Коралин, 29 годишната Меган и 32 годишниот Пол, одлучија смртта на нивната ќерка да биде нов живот за тројца други пациенти на кои што очајно им требаат трансплантации. Во мај 2019 година, Хели Гибонс пак се најде во бесконечна низа од аплаузи, повторно од медицински персонал. Ова беше првото оддавање почит, првата херојска прошетка на жив донор на орган.
Имаме и ние херои, и од овие првите кои што не се свесни за тоа, но и од овие вториве, кои што храбро одлучуваат дека ќе бидат хумани во најсуштинската форма. Кога животот те носи на диализа, кога ти поставува диагноза од која што нема враќање назад, информацијата за трансплантација на компатибилен бубрек е промената која што ја посакуваш најдлабоко во себе, но од истата и се плашиш. Ова е флексија со Кирил Јанчовски, примател на бубрек од почина донор. Во 2015 година Кирил добива диагноза. Од тој ден неговиот живот се менува од корен. Секојдневните навики ги заменуваат лекарски задолженија и обврски. Одеднаш станува потенцијален примател на бубрек. Неговото име завршува на листата на лица кои што чекаат трансплантација. Кирил, денес 14 месеци од како завршија сите твои големи проблеми. Пред ќе те прашам како се чувствуваш? Па, се чувствувам одлично. Споредено со пред 14 месеци како се чувствував и како ми изгледаше секојдневието, сега се чувствувам одлично, мислам повторно се вратив во нормала, што би се рекло. Можам да имам нормален живот како сите нас. Како сите, мислам, здрави луѓе што се. Кога почнаа твоите проблеми со бубрезите? Моите проблеми почнаа пред отприлика 5 години. Ми беше диагностицирана автоимуна болест, IgA нефропатија. Во првичните моменти очекував дека тоа ќе биде бавно, болеста побавно ќе се развива и очекував дека имам подолг период додека отпочнам со диализа, бидејќи ми беше јасно кажано дека со оваа болест завршуваш на диализа. Меѓутоа, периодот до кога ќе завршам, јас се надевав дека ќе биде малку подолг, но испадна дека болеста ми е брзо прогресирачка и за 1,5 година, од кога ми беше детектирана, кога има веќе диагноза, јас завршив на диализа. Како изгледаат тие денови? Како изгледаше твојот живот во деновите кога мораше 3 пати неделно да одиш на диализа? Па, целокупниот живот е подарен на диализата. Например, еве, јас одев понеделник, среда и петок, доколку трае диализата 4,5 часа, значи пред тоа мора да се стигне, да се отиде, после диализата има припреми за да може да ја напуштиш, да го напуштиш диализниот центар. Значи треба од 5 до 6 часа секој втор ден, што би се рекло, да одвоите посебно за диализата. Значи сите други работи се споредни, бидејќи немаме опција ниту една диализа да прескокнеме. Бидејќи не функционираат бубрезите, во организмот се собираат штетни материи што нема кој да изфилтрира крвта, бидејќи нели бубрезите не функционираат и мора да отидеш на диализа. Килажата се качува, така да опција нема денес сакам, утре не сакам, значи се знае тие се термините и мора да се појавиш таму. Значи се е подредено на диализата и мора да го подредиш и приватниот живот на диализа, се да тие денови да тргнеш на страна и ти останува само диализата. Тоа беше следното прашање. Не се менува само твојот живот, се менува животот на сите околу тебе, на комплетното семејство. И сам спомена дека многу си читал за да се информираш за она што те чека, меѓутоа постои ли начин за некаква таква подготвеност? Можеш ли воопшто да се спремаш за нешто такво? Реално гледав многу видеа на YouTube, читав многу за таа болест на интернет, потоа како се отпочнува на диализа. Меѓутоа реално ништо не може да те подготви за такво нешто. Тоа може да ме разберат само луѓе кои што били на диализа и кои што тоа го осетиле на своја кожа. Значи 5 часа да не може да станете, да речеме, од стол. Значи бубрезите бидејќи не работат, на 2 дена се оди на диализа, што значи апаратот за 4,5 часа треба да одработи тоа што бубрезите го работат 48 часа. И нема можности од станување од столот, нема можности за движење воопшто. Значи се седнува, 4,5 часа се завршува тој процес, потоа си комплетно истоштен, психички, физички, проблеми со спиење, проблеми на почеток со движење, например јас имав неколку пати, например на почетокот со количка ме внесува и изнесува од диализниот центар. На организмот треба период за да се адаптира на тој нов начин на функционирање, како да го наречем. И само мора да бидеш позитивен. Позитивно и продолжуваш.
Мора тоа да го прифатиш како денеска одам на диализа и тоа е тоа. Кога вака ти се менува секојдневието, имаш ли време и простор да размислуваш за некаков социјален живот, за театар, за кино, за концерти? Па, пак кажувам, тоа е многу минимално. Останува многу малку простор. Бидејќи после диализата треба да за основни работи да најдеш време, а за такви театар, кино и тие работи мора да ги гледаш да не се воде новите кога си на диализа. Како да кажем, тие се опциите. Ако имаш желба да отидеш. Бидејќи комплетно истоштен, мора да најдеш начини, мислам, да бидеш позитивен во животот и во тие моменти што се навистина тешки, но тоа е тоа. Мора да го прифатиме. Денес, 5 години подоцна, една многу храбра семејна одлука на Кирил, но и на уште еден пациент. Повторно им го враќа животот во нормала. За трансплантација почнав да размислувам уште во моментот кога ми ја диагностицираа болеста. Меѓутоа, не можев да најдам компатибилен донор во моето семејство. Со мојата мајка правевме одредени испитувања, меѓутоа на крај испадна дека нема да може да биде мој донор. И како да кажам, ми остана опцијата диализа. Во тој момент комплетно си разочаран бидејќи треба да се навикнеш на нов живот, комплетно нов живот и како да кажам се чувствуваш како да не си успел да најдеш донор, да можеш да продолжиш да живееш. Дека можам да кажам одењето на диализа е само како живуркање. Не можеш да договориш ништо унапред. Не разбирате, некој поголем настан, се зависи од не може да се оди надвор од државата, например на одмор во Грција да се оди, треба да најдеш 3 месеци претходно да резервираш место во диализен центар, да најдеш човек што ќе те вози натамо, ќе те чека, ќе те вози назад, што значи на двајци им се, да не речам, одморот им се упропастува. Да. И плюс, например, фондот кај нас дозвола 90 евра од диализа во странство, во Грција околу 180 до 200 евра. Што значи тие 5 диализи, тие 5 дена во Грција, за 10 дена што мора да отидеме, се плюс 500 евра што мора да се платат од джеп. А и тие денови кога ќе се оди на диализа, не може веднаш да влезете во вода. Така да сакам да кажам, многу се, единствена опција ми беше Охрид. Да се закаже тамо диализа, пред тоа исто се закажува, одите и пак наоѓате начин за плажа у деновите кога не сте на диализа. Тоа е тоа. И пред 14 месеци добивате нова вест по телефон дека конечно се наоѓа компатибилен донор. Како ги дочекувате овие вести? Па во моментот првотично кога ми се јави докторот, бев малку збунет, бидејќи беше, ако памтам, 11-15 навечер. И кога ми се јави докторот ми кажа имаме компатибилен донор, компатибилен бубрек од починат донор. И во тој момент прво бев збунет, потоа бев среќен, потоа размислуваш што може да се случи се, но морав да одговорам за 10-15 на минути. Одговорив позитивно и со позитивна мисла тргнав. Друга опција не постоеше. Опцијата беше, значи, во тој момент кога размислав или продолжувам со животот со диализа секој втор ден, или треба да искористам оваа шанса да пробам да се вратам во нормала. Тие 15 минути не знам како да ви опишам што све поминува низ глава. Од среќа, од ќе се излечам до не дај Боже нешто да се случи. Бидејќи нормално никој не гарантира 100% успешност, се може да се случат и други работи. Меѓутоа одлучив и мислам не зажалив за таа одлука. Влезе ли со страв на операција? Па да. Со доза на страв на збунетост влегов. Значи првично не припремија со интервентна диализа една имавме пред операција и чекавме да не повикаат. Значи јас бев и Лиле исто. Двајцата тој ден добивме бубрези и
си разговаравме најнормално после 2 сати чекање, само да не се разговара за операцијата. Меѓутоа, мислам дека се по мене ке не е одлично, така да мислам дека беше моментот дека одлучив да прифатам трансплантацијата беше правилен чекор. Во моментов повеќе од 142.000 лица низ Европа се на листи на чекање за трансплантација на орган. Од нив дневно умираат по 19. Согласно македонскиот закон, секој човек кај кој што настапила мозочна смрт е дарител, освен ако не се изјаснил поинаку во текот на својот живот. Доктор Маја Мојсова Миовска е национален координатор за трансплантација. Го има знаењето, терминологијата, но и статистиките. Со себе ги носи и емоциите, но и фрустрациите од постојаната борба со трансплантација да се продолжи човечки живот. Доктор Мојсова, како национален координатор за трансплантација, што вели вашето искуство? Каде сме во однос на остатокот од светот кога станува збор за трансплантација? Остатокот од светот зависи со кого се мериме. Ако се мериме со Шпанија, Хрватска и Америка, сме некаде на средината, можам да кажам, со оглед на популацијата, затоа што обично трансплантацијата од починат донор се мери на милион популација. Ние сме 2 милиона и така да тоа е бројка некоја која што можам да ви ја кажам и не можам да ви кажам конкретна бројка, можам само за оваа последнава година дека во суштина 20% од диагностицираните мозочна смрт дале согласност за дарување на органи. И сега некаде Шпанија е со 47, Хрватска е со 45, а Америка е некаде помеѓу овие две земји. Сметам дека работиме на тоа да ги достигнеме овие бројки. Да. Пред да објасниме убаво што значи мозочна смрт, има ли враќање од таму, колку психичка подготвеност, колку информации, колку знаење треба да стигне до фамилиите на овие починати пациенти за да дадат една таква согласност? Многу. Прво е многу тежок момент за фамилиите кога ќе им во суштина и секогаш ги обавестуваме дека се сомневаме, секогаш значи ги припремаме дека се сомневаме, дека правиме тестови и дека тестовите биле кон мозочна смрт и кога одлучуваме да направиме параклиничко, тоа е обично класична ангиографија на мозокот, значи крвните садови ги снимаме да видиме дали има циркулација. Секогаш фамилиите се подготвени дека го правиме тоа. Значи тие имаат некаков претходно некаква информација. Та тешко се прифаќа, видете, смртта тешко се прифаќа. Во Македонија многу тешко се прифаќа. И тие реално веројатно информацииве, јас и колку пати да излезам на телевизија, колку пати да зборуваме на темава, некако очигледно информациите не стига до граѓанинот, односно до фамилиите, зашто таа одлука е фамилиарна во суштина според нашиот закон. Колку пати до сега сте се соочиле со не од фамилиите и кои биле најчестите причини за да одговорот биде негативен? Видете, не само што сме се соочиле со не од фамилиите, сме се соочили со заканување, со оружје, сме се соочиле со многу работи, искрено да ви кажам. Фамилиите едноставно кога не се запознаени со оваа работа, со самиот процес и што значи тоа, прво тешко, ја ви кажувам, тешко се прифаќа смртна. Мозочната смрт е дефинитивна смрт и тоа тешко го прифаќаат. Мислат дека е кома, а има разлика од кома до мозочна смрт. И таа се докажува. Самиот процес мозочна смрт е клиничка диагноза. Но секако дека таа е поддржана во правниот систем и се добро направени овие законските рамки кај нас во однос на тоа на диагностицирање на мозочната смрт. И тој закон во суштина ни дава сигурност на сите. Прво на нас, како нели од едната страна како професионалци, прво на нас и на колегите, на целиот медицински персонал, дека тоа што ќе го нели заклучи комисијата на крај е мозочна смрт, односно смрт. На тој начин ние кога пристапуваме на фамилиите во суштина им изразуваме сочувство затоа што тоа е крајот. Кога сме кај медицинскиот персонал и кај тоа пристапување на фамилиите, колку медицинскиот персонал е подготвен, колку е обучен за да пристапи на една фамилија со едно такво барање? Тоа е одлично прашање и сметам дека за тоа треба многу да се поразговара и треба да го разговараме на повеќе нивоа во државата. Медицинскиот персонал во однос на, зборувам за овие две интензивни лекувања и клинички центар, да кажеме, доста веќе 5-6 години не работиме на ова и мислам дека е
горе доле информиран, но имаме проблем со другите медицински персонали кои што воопшто не слушнале. Зошто е тоа така? Упорно пробував да најдам која е причината за сето тоа. Сметам дека едукацијата дури на студентите не го опфаќа овој дел. Не самата трансплантација како хируршка процедура, тоа е друг дел од оваа приказна. Тоа е другиот, таа е експертизата на стручните лица, хирурзите. Зборуваме на овој дел кој што е значајно како мозочна смрт, како опција органодарителство, како дарување, одржување на тие органи, квалитетот на органите и тоа што им се нуди на тие што ќе ги добијат тие органи и како целиот процес, разговорот со фамилија исто е наука. Сепак за тоа треба едукација, треба има многу психологија, многу социјални моменти и да знаеш на која фамилија како да придеш. Македонските листи на оние кои што чекаат органи се долги, на оние другите пак листата е пократка. На почетокот на оваа 2020 година Радио МОВ спроведува анкета помеѓу млади до 30 годишна возраст, дали го одобруваат процесот на трансплантација на органи. Над 90% од испитаниците велат дека и би донирале, но и би прифатиле дониран орган за пресадување. Ќе го искористам моментот за да ги едуцираме, да се едуцирам и сама себе, меѓутоа да ги едуцирам и гледачите. За сите нас кои што сакаме да бидеме потенцијални донори на органи, што треба да направиме? Кои се првите чекори кои што треба да ги превземеме? Има ли некакви законски прописи, рамки, правила кои што треба да ги запазиме? Нашиот закон е практично законот кој што го имат повеќето европски земји. Тоа се нашите примери, или најсветлите примери, тоа се Шпанија и Хрватска. Тој закон опфаќа дека секој донор, доколку во својот живот не се изјасни дека не е донор, и тоа го верифицира на нотар. Значи мора да има официјален документ за тоа. Инаку сме сите донори. Но на крајот на приказната дека фамилијата одлучува во однос на органодарителство. Знаете, тука даваме една слобода, односно прво даваме една стрикна правна норма дека секој од нас е донор, доколку му се случи нешто, нели? И втората варијанта е таа која што мора да се праша фамилијата и мора да се добие согласност од фамилијата. Како е начинот да знаат? Па тоа се разговара во семејствата внатре. Се разговара во семејствата, зборуваме за висока свест во општество каде што постои висока свест. Се разговара и обично семејствата знаат нивниот близок какви идеи имал и какви едноставно визија имал за после смртта. Тоа е некаков живот после смртта, да се разбереме. Кога станува збор за трансплантација од жив донор, какви се ризиците по лицето кое што донира? Значи, кога се работи за трансплантација од жив донор, донорот треба да не биде никако оштетен. Значи, донорот е за нас светиња. Тој не треба никако да биде оштетен и треба да му се гарантира здрав и долг живот после давањето на, најчесто тоа е бубрек, пошто е орган кој што е во пар, па е лесно да се донира. Ризици постојат, како и за секаква оперативна интервенција, хируршка интервенција, ризици постојат, опишани во книги, некои се со мал процент, некои се со повисок процент. Постои ризик и за примателот. Да не заборавиме. Секоја хирургија носи свој ризик. Имате ризики од вадење зап. Компликации постојат, хируршки компликации, постхируршки компликации, периоперативни, интраоперативни. Да, тоа треба да се сведе на минимум, затоа и ги правевме тие протоколи за да можеме да ги следиме протоколите и да сме во рамките на тоа што го бара од нас, медицината, односно базирана на докази. Голема е бројката на чекање на органи. Зашто пациентите, например, пациент кога има карцином, тој во најбрзо време ќе биде ставен на програм и ќе биде опериран. Но пациентите кои што чекаат орган не може тој луксус да си го дозволат. И тоа е една нефер и затоа ние би сакале многу повеќе да работиме. Многу е некогаш деморализирачки кога ќе добиете одговор не. Ставете се во позиција за било што. Да поканите некого на кафе и да ви каже не. Четвртиот пат ќе речете па добро, не ми се пие баш кафе сега во моментов. Но нашата идеја се баш тие пациенти кои што чекаат. Ние не ги знаеме. И не мора да ги знаеме. Некои од нив, да, ги знаеме поради некакви други причини, но во суштина не ги знаеме. И нашата борба и кога работиме да го спасиме пациентот кој што има некакво мозочно страдание,
во суштина не ја менува нашата цел како доктори, туку само ја префрла, нели, нашата грижа за пациентите кои што не ги знаеме, но чекаат органи. Колкава е таа бројка? Колку луѓе во моментот чекаат бубреци? Па отприлика чекаат околу 200 пациенти бубрек, 13 евидентирани срце и 10 на кои што чекаат црн дроб, но кои што некако и се снаоѓаат, па не ги имаме многу на листите евидентирано. Мислам, имаме листа која што е официјална, нормално таа се апдейтира и се менува во зависност од кој како се снашал или... Никој никогаш не се подготвува за ситуација дека некогаш ќе му треба бубрек или било каков друг орган, дека можеби ќе се доведе до ситуација да биде примател на било каков орган, меѓутоа денес после се какви се твоите размисли во однос на донирањето органи? Тоа е многу хуман чин, првично. А друга работа, никој не е спремен за таа работа, ниту да донира орган, ниту да отпочне диализа додека не дојде до тој момент. Се надевам дека во нашава земја повеќе луѓе ќе бидат спремни да донираат органи, ќе се хуманоста ќе отиде малку нагоре, како да кажеме, и многу луѓе ќе бидат спасени со нови, бидејќи новиот бубрек е нов живот, а познавам многу пациенти, бидејќи тоа со нив си 3 пати во неделата по 5 часа и ги знаеш луѓето, знаеш што им се случува, знаеш кои проблеми здравствени ги имаат и знаеш колку на нив би им значил бубрек, колку би им го променил животот, бидејќи јас тргнам од моја точка колку ми го промени животот, и сите тие очекуваат да најдат решение побрзо за нивниот проблем. Не знам сега во моментот колку се на диализа, дали се 1600 или 1700 луѓе, меѓутоа сум сигурен дека 500 луѓе, 200 се на листа, меѓутоа има и многу други што би се пријавиле на истата листа. Се надевам дека оваа година ќе имаме многу повеќе трансплантации, кадаверични трансплантации, значи од починат донор, и многу животи ќе бидат спасени. Во 2004 година на хрватската писателка Славенка Дракулич во САД е пресаден бубрек, не од починат донор, не од некој од незиното семејство, од сосема непозната, жива, доброволна дарителка. Овој највисок чин на човекољубие е инспирација за незината книга Тело на незиното тело. Кажи ми, како денес го чувствуваш тој бубрек? Го чувствуваш ли како туѓо тело на твоето тело? Го чувствуваш ли како туѓ орган или само си среќен затоа што едноставно можеш да живееш нормално? Па, само можам да кажам дека во моментот го чувствувам како дел од мене и сум среќен за таа можност што ми ја овозможија хумани луѓе, бидејќи во тој момент некој да одлучи да донира бубрек, е пак, можам да кажам, многу хуман чин и не сум сигурен дека секој би можел во таква ситуација да одговори позитивно. Во тој момент владее кај нив тага, раздразливост. Не се подготвени сите луѓе за да одговорат позитивно и со тоа факт всушност да спасат други 2 живота. Бидејќи диализата реално те одржува во животот, но тоа не значи дека јас на 35 години дека ќе живеам уште 30 години. Може и после неколку години да се случат проблеми, може и 30 години да се тера. Никогаш нема точно одредено колку, бидејќи колку е позитивна диализата што ја држува живот, диализата е негативна. И затоа, како да кажам, едноставно сум среќен за целата ситуација и сум среќен во моментот за одлуката на хуманите луѓе, за добро завршената работа од целиот тим на доктори, кои што морам да кажам, да напоменам, се помина одлично. Значи немаше никакви проблеми, апсолутно никакви. Задоволен сум комплетно од целиот персонал. И морам да кажам дека постојано беа над мене 24 часа и не се појави никаков проблем и еве, сега сум тука. Со оглед на тоа дека сте виделе трансплантација и од жив донор и од починат, со какви емоции се соочуваат и едните и другите, и примателите, и фамилијата на оние кои што донираат орган? И тоа е интересно прашање и сметам и благодарам што го поставивте. Кога се работи за жив донор, во суштина е убаво затоа што
како и да е живиот донор ќе си оди, реципиентот ќе добие, нели, примателот ќе добие бубрек и тоа е една па дека и нас да кажеме и рутинска интервенција, сакам да кажам дека толку години го работиме и кога се работи за починат донор е сосема друга приказна. Верувајте, во операциона сала сме сите емотивни. Прв пат кога направивме, значи, експлантација од мозочна смрт, односно од починат донор, мислам дека најемотивниот момент беше тоа. Значи, тоа е веројатно сите во нас носевме и возбуда и така. Вториот дел кога бубрезите се трансплантираат, тогаш е веќе друга приказна. Но овој дел е веројатно многу емотивен и тоа што нас ни е најбитно како национален координатор и болничките координатори како национално координативно тело, да за донорот се направи се во најголема чест, со секакви, не знам дали сте видели, има некаде во земјиве каде што се поклонува медицинскиот персонал и буквално е така, затоа што тоа е големо дело. Верувајте, можеби најголемото дело што човек може да го направи. Пол и Меган од почетокот на оваа флексија и нивната одлука да ги даруваат органите на нивната скоро 2-годишна ќерка е веројатно најтешката одлука со која што еден родител може да се соочи. Но од друга страна, храброста на тоа прашање да одговорат со да води до промени и продолжување на нови 3 животи. За едните, загубата секогаш ќе биде непроценлива, за другите, таква ќе е добивката. Кирил собра храброст и раскажа приказна за тело во неговото тело. И тој е херојот во оваа наша промена. Но сега може би е ред на оние другите херои, кои што се соочуваат со смртта, но сепак велат да за спасувањето и продолжувањето на нечи туг живот. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка.